почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Министерството за сталинизам, за варварство и за некултура на Роберт Аладжозовски продолжува со правењето хаос и демонстрирањето на својата собствена неспособност. Однесувајќи се како да му е фамилијарно наследство, а не дадена чест да служи на граѓаните, Аладжозовски и неговите помошници и советници со класичен фашизоиден говор на омраза ги прогонуваат по политичка и по идеолошка основа сите луѓе кои ги означиле како своји противници. Срамна, незаконска и незаборавена ќе остане неговата акција на чистки и на политички прогон која тој ја нарече ослободување на институциите од влијанието на Никола Груевски. Аладжозовски мисли дека ако тој самиот се нарече ослободител, граѓаните ќе му веруваат и не гледајќи го што прави. Граѓаните, господине Аладжозовски, не се наивни. И ти, верувај ми, грешиш што ги подценуваш. Замислете, Аладжозовски на средина на меѓународниот фестивал Охридско лето го менува директорот на фестивалот од политички причини. Ваквото однесување не е однесување на ослободителна институција, туку на човек без образ, без срам и без голема моќ на расудување. Чистките во Охрид продолжија со незаконското разрешување на исклучително успешниот професионалец Тања Паскали Бунташевска. Управата за заштита на културното наследство се лиши од еден професионален директор. Со ова Аладжозовски докажа дека него и неговата партија не го интересираат професионалци, туку смената на овие исти директори е произлезена од поривот да ги партизира сите институции. Откако претходно го стопираше проектот за изградба на нов театар во Охрид, Аладжозовски противзаконско го разреши и директорот на Охридскиот театар Горан Стојановски, кој учествувал во повеќе од 20 премиери и повеќе од 6000 представи, откако е формиран театарот во 2011 година. Дополнително да појасниме за граѓаните на Република Македонија. Со неговото доаѓање на чело на институцијата во Охрид, Стојановски успеал да го намали нејзиниот долг за 62% за само 1,5 година. Но, и тоа не е доволно за книгочитачот Аладжозовски, кој одлучи дека и Горан Стојановски, како и сите други директори на театри, мора да замине затоа што не ја дели идеологијата на новото фашизоидно раководство во културата и воопшто антиреформската неспособна влада на Заев и на СДС. Сите овие противзаконски смени се прават без подпис од службите. Тие се прават само од мотивацијата на сталинистот Аладжозовски, што е уште еден доказ за ова противправно дејствие. Оштетените заради ова имаат право да тужат и ние сите ги охрабруваме да го сторат тоа. Самиот Аладжозовски со ваквиот начин на владење признава дека е слепо лудило. Министерот демонстрира врв на неморал и нула етика со овие потези и ова го забележуваат дури и најтврдокорните членови на партијата од каде што тој е дојден за министер, и не поминаа ни 2 месеца од своето дивење, ароганција и препотентно однесување, тој успеа да создаде услови сите, буквално сите, да се срамат од него. И тие кои го поставиле на таа позиција, но и сите граѓани на Република Македонија, бидејќи Министерството за култура се раководи неодговорно и со малодушност и фрустрации кои резултираат со неспособност и со незнаење. Аладжозовски, господине министре, книгочитачу, или работи во интерес на граѓаните и според законот, или стани, одиси. Истото важи и за сите членови на антиреформската влада на Заев. Што и да одлучиш, едно е сигурно. Еден ден за ова ќе одговарате и од тоа бегање нема.
Ви благодарам.